почитувани, уважени гости од Светска банка, подпредседател на Светска банка, господин Сирил Милер, директор за Западен Балкан, господја Линда ван Гелдер, почитувана гувернер на Народната банка, почитувани колеги, министри, исто така почитувани поранешни министри за финансии, исто така мене ми е особено драго што денеска со нас имаме и почитувани гости од регионот. Тоа е почитуваниот министер за финансии на Косово, господинот Бедри Хамза, исто така заменикот министер за финансии на Бугарија, господја Маринела Петрова, и исто така имаме државен секретар од Министерството за финансии на Црна Гора. Почитување исто така и до представниците од овие институции кои дојдоа денеска со нив, ваши екселенции, амбасадори, директори на институциите. Исто така мене ми е драго што денеска со нас имаме во голем број представници на бизнис секторот и на амбасадите. Јас уште на почетокот сакам да искажам една голема благодарност до групацијата на Светска банка за 25 години партнерство и поддршка за креирање на подобро општество во Македонија. Овие 25 години значат километри изградени патишта, училишта и градинки во кои што учат многу деца во нашава земја, подобри општински услуги во секоја општина во земјава и многу други проекти кои што се реализирани во овој период. А посебно во оваа година и пол, Светската банка беше нашиот најсилен, значаен поддржувач на реформите. Јас за тоа би сакал лично да изразам голема благодарност до подпредседателот на Светската банка, господинот Сирил Милер. Исто така и морам да кажам и огромна благодарност и до тимот на господјата Линда ван Гелдер, која што е директор за Западниот Балкан, и исто така до делегацијата на Светска банка во Македонија, благодарност до господинот Марко Мантованели и тимот кој што дава секојдневна поддршка не само за Министерството за финансии, туку и за останатите институции, го поддржуваа реформскиот процес. Јас сум среќен што целите на владата на Република Македонија се совпаѓаат со оние стратешки цели на Светска банка, а тоа се постигнување на одржлив економски развој и подигнување на животниот стандард за сите граѓани. Ова се реални и остварливи цели, а за да се постигнат секако дека се потребни инвестиции во инфраструктурата, за подобрување на бизнис окружувањето, одржување на стабилен макроекономски амбиент, но секако дека клучен фактор за економски развој и за борба против сиромаштијата е човечкиот капитал. Знаењето и вештините што ги стекнуваат луѓето во текот на својот живот се најважниот ресурс за постигнување на овие цели, практично подигнување на животниот стандард за мнозинството на граѓани. Децата се највредниот ресурс во светот и негова најголема надеж за воиднина. Ова е мисла на американскиот председател Џон Кенеди. Во време кога технологијата и автоматизацијата ја менуваат побарувачката на трудот, потребно е да вложиме во идните генерации и да успособиме да размислуваат поиновативно, да наоѓаат решенија за проблемите. Тоа нашите пријатели го нарекуваат to think outside of the box или to walk an extra mile. Сега во македонскиот јазик, а и во другите балкански јазици, за жал нема соодветна кованица за овие изрази, можеби затоа индексот на човечки капитал не зборува многу во наша корист. Значи, каде сме ние во целава оваа приказна, подпредседателот ги даде основите, односно ја представи суштината на индексот на развој на човечкиот капитал. Еве јас ќе дадам уште неколку бројки. Ако ги гледаме најразвиените земји во светот како САД, Германија, Норвешка, Швајцарија, Холандија и Австралија, просечниот индекс на човечки капитал изнесува 0,8. Тоа значи дека децата кои што се родени сега ќе достигнат 80% од нивната потенцијална продуктивност ако имаат квалитетно образование и доколку се потполно здрави. Ако одиме во Европската Унија, таа не заостанува многу зад просекот на овие најразвиени земји. Индексот изнесува 75%, со тоа што има некои дискрепанции. Например, Финска изнесува 81%, додека во Романија 60%. Кога станува збор за нашиот регион,
Потенцијалната продуктивност во просек се движи околу 65%, а за Македонија индексот изнесува 53% од потенцијалната продуктивност. Јасно е дека политиките треба да се менуваат и треба да се инвестира во луѓето. Очигледно е дека во изминатите години инвестициите во човечкиот капитал во земјава не биле доволни. Значи, ние не можеме и не смееме да се задоволиме со тоа нашите деца во иднина да може да користат само половина од својот потенцијал. Кога пред година и пол нашата влада стапи на функција, како приоритети ги поставивме здравството, образованието и социјалата. Ова се столбовите на нашето општество. Јас како министер за финансии сум убеден дека средствата кои што се издвојуваат во овие полиња не треба да ги гледаме како трошоци, напротив, станува збор за вложувања кои ќе имаат и кои ќе остваруваат принос на подолг рок. Заради тоа почнавме да издвојуваме повеќе средства во овие сектори. Во буџетот за оваа година има издвоено 146 милиони евра повеќе во однос на 2017 во овие три сектори: социјала, образование и здравство. Тоа е некаде 1,5% поен зголемување во однос на претходната година. Оваа година издвоивме и средства, тоа го каже и премиерот, за покачување на платите на здравствените работници, на учителите во образованието и во детските градинки. Ова беше неопходен чекор. Во некои сектори платите не беа коригирани долго време и се уште се на ниско ниво. Ова секако се одразува на квалитетот на работата, како и на одливот на квалитетни кадри. Во буџетот оваа година се издвоени рекордно најмногу средства досега за активни мерки за вработување. Преку овие мерки, граѓаните што бараат работа ќе може да се стекнат со вештини и знаења кои што одговараат на потребите на пазарот на трудот. Подготвивме и сеопфатна реформа на системот на социјална помош и детска заштита, предводено секако од Министерството за труд и социјална политика. Еден од столбовите на реформата е воведување на гарантиран минимален приход, со што ќе бидеме прва земја во регионот кој што ќе воведе ваква реформа. Исто така се работи и на градење на способна и продуктивна работна сила преку преквалификација на невработените лица. Предвидено е да се зголеми опфатот на корисници на детски додаток и образовен надоместок. Крајна цел на реформата е да им помогне на оние групи кои што навистина им треба ваква помош. Се стремиме кон фер општество. За таа цел имаме подготвено и даночна реформа со цел фер систем за придонес на граѓаните во развој на општеството. Со реформата ќе се обезбедат повеќе средства за социјална и детска заштита, образование и здравство, односно таа ќе значи повеќе средства за инвестиција на државата во човечкиот капитал. И секако поддршката на Светска банка е значаен, огромен инпут во нашиот реформски процес. Досега Светска банка има вложено околу 433 милиони долари, 433 милиони долари во развој на човечкиот капитал во Македонија. Станува збор за проекти за вештини и иновации, модернизација на образовниот сектор, реформа на средно техничко и стручно образование, доделување на училишни грантови, израдба и реконструкција на училишта и градинки. Тука се проектите за поддршка на најранливите граѓани, модернизација на здравствениот систем и подобрување на здравствените услуги. Списокот е навистина долг, а постојано се допишуваат нови проекти. Јас тука би го издвоил проектот кој што денеска беше промовиран, се однесува на зголемување на опфатот на децата во градинки во Македонија. Тој во моментов изнесува околу 30%. Целта на владата е да биде до крајот на мандатот зголемен на 50%. Новиот проект со Светска банка за подобрување на социјалните услуги несомнено ќе даде голем придонес во тоа. Проектот значи е насочен не само кон подобрување на опфатот, туку и подобрување на квалитетот на претшколското образование и на детската заштита. Исто така, ние во моментов работиме на стратегија за соработка на Светска банка и во неја има многу и други важни проекти пред се за развојот на човечкиот капитал. Тука е проектот за примерна здравствена заштита,
тој ќе биде насочен кон реформи и инвестиции во примарниот здравствен сектор. Тука се и проектите за јакнење на вештините, предприемништвото, има исто така и други проекти од социјалната и животната средина. Вкупната вредност на проектите од стратегијата изнесува околу $400 милиони за следниот 4-годишен период. Би сакал јас да потенцирам дека за нас е многу значена и поддршката која што групацијата на Светска банка ја дава и за регионот. Ние, нашите земји имаат слични искуства, сличен бекграунд и многу често учиме едни од други, односно често практиките кои што сте успешни и применливи во една земја може да се успешно да се применат и во друга земја. За крајот ја ќе завршам со фокус кон целта. Јасно е дека ако се има цел и стратегија, ќе може да се стигне на вистинското место. Значи, јас се заблагодарувам за практично фокусот кој што Светска банка го дава за развојот на човечкиот капитал. Значи, целта е да ги подобриме условите за да имаме поголема продуктивност кај идните генерации, со обезбедување на подобри можности за нив. Секако ќе инвестираме повеќе во земјата и правиме да се намали сиромаштијата, и ние сме среќни што имаме така сериозен партнер како што е групацијата на Светска банка за постигнување на нашите цели. Јас на крајот ќе завршам со една мисла, исто така на уште еден голем американски претседател, тој е Барак Обама. Тој вели: секој од нас е добар во нешто, секој од нас има што да понуди, имаме одговорност кон нас самите да откриеме што е тоа, а таа можност ја дава образованието. Благодарам.